Со Богородица стоиме под крстот. Силата на безгрешното срце. При крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалина. Денес повторно ја гледаме оваа најсвета сцена на мајката Исусова, како стои во подножјето на крстот. Забележите дека Евангелието според Иван вели дека таа стоела. Нема сомнеш дека човечката емоција, што ја чувствувала Пресвета Марија, била екстремна и интензивна. Нејзиното срце било скршено и прободено, гледајќи го својот сакан син, како виси на крстот. Но додека гледаше во него, таа стоеше. Важен е фактот што таа стоеше. Тоа е мал и суптилен начин на кој овој евангелски пасус ја прикажува нејзината сила среде големата лична болка. Ништо не може да биде попогубно од тоа да биде сведок на таква бруталност кон оној кого го сакаше со целото свое срце. Сепак, среде оваа мачна болка, таа не и се препушти на својата тага и не падна во очај. Таа стоеше со најголема сила, верно исполнувајќи ја мајчинската љубов до крај. Силата на нашата блажена мајка во подножјето на крстот е вкоренета во срцето, кое е безпрекорно во секој поглед. Нејзиното срце беше безпрекорно во љубовта, совршено силно, совршено верно, непоколебливо во одлучноста и проткаено со неколеблива надеж и покрај земниот хаос. Од перспектива на светот, нејзиниот син го снајде најголемата можна трагедија. Но од перспектива на небото, таа во истиот момент беше повикана да ја покаже чистата љубов на нејзиното безгрешно срце. Само срце кое љуби совршено може да биде толку силно. Посебно надежда, која живееше во нејзиното срце, беше величествена и влеваше стравопочит. Како може човек да има ваква надеж и сила среде таква болка? Постои само еден пат и тоа е патот на љубовта. Чиста и света љубов на безгрешното срце на нашата блажена мајка беше совршена. Да размислуваме денес за силата на срцето на нашата блажена мајка. Погледни ја љубовта што таа ја имаше кон нејзиниот син и дозволи и да те вовлече во стравопочита од оваа чиста и света љубов. Кога во вашиот живот болката ќе биде интензивна и поразителна, сетете се на љубовта во срцето на оваа мајка. Молете се нејзиното срце да го вдахне вашето и нејзината сила да стане и ваша сила кога ќе се обидувате да се соочите со крстовите и тешкотиите во животот.
Моја најсакана мајко, вовлечи ме во чистотата и силата на Твоето срце. Ти стоиш во подножјето на крстот, гледајќи во својот син, додека кон него се однесуваа многу сурово. Покани ме во Твоето срце на совршена љубов, за да бидам вдахновен од Тебе и зајакнат од Твоето славно сведоштво. Драга моја мајко, додека стоеше во подношјето на крстот, даваше пример за сите луѓе. Нема подобро место од подношјето на крстот. Помогни ми никогаш да не се оддалечам од крстот, криејќи се во страв, болка или очај. Ослободи ме од мојата слабост и моли се за мене, да можам да ја наследам силата на љубовта на Твоето срце. Мој Господи, додека висеше на крстот, Ти дозволи љубовта на Твоето срце да се соедини со срцето на Твојата мајка. Повикај ме во таа заедничка љубов, за да се соединам и јас со Тебе во Твојата болка и страдање. Никогаш да не го тргнам погледот од Тебе, мој Господи. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.